Во време на епидемија, кога расте бројот на заразени од голема кашлица, државата е оставена без реагенси за тестирање од оваа болест. Претходното раководство на Институтот за јавно здравје, без нималку совест, ја оставило установата без доволен број реагенси, обелоденува за Алфа новата директорка Марија Андоновска. Ситуацијата сега е загрижувачка, оти е прогласена епидемија и повторно се појавуваат случаи на голема кашлица, а Институтот на располагање има уште мал број од неопходните реагенси. Новата директорка бара одговорност и одговори од претходното раководство, кој и зошто ги довел граѓаните во ваква загрижувачка ситуација. По микробиолошката лабораторија е утврдено дека постои недостаток на реагенси за тестирање за голема кашлица. Останата навистина многу мал број. Побарав одговорност од претходното раководство и од раководителите, од управниот одбор, од сите оние кои што практично ги довеле граѓаните во една ваква состојба. Ние како нов менеджмент ќе се обидеме во најскоро време да најдеме решение за истото, но не можам однапред да кажам колку ќе ни треба, колку временски период ќе ни биде потребен за да го премостиме овој проблем. Во изминатите 4 дена како е на раководната позиција, Андоновска работела на утврдување на фактичката состојба во која се наоѓа институтот, па открила дека покрај реагенсите за тестирање на голема кашлица недостасуваат и друг тип. Новиот менеджмент сега работи на итно набавување на реагенси и ги разгледува сите можности како граѓаните да не бидат оштетени. Доколку мора да се распише нов тендер, постапката би траела повеќе од 1 месец. Недостасуваат неумослайдови, недостасуваат и други реагенти, недостасуваат антибиотици за антибиограми и ред други работи. Но ние ќе се фокусираме првично на овие кои што се реагенсите за голема кашлица претузив. И како што споменав, не знам колку ќе ги разгледаме сите можности кои што може да не донесат до брзо решение на проблемот. Јас ја информирам јавноста во овој момент. Надлежните институции се тие кои што треба да поведат некаква постапка. Инаку според последните податоци од Институтот за јавно здравје од 19 до 25 јули има 25 нови случаи на голема кашлица, од кои 11 во Скопје, 6 во Куманово, 4 во Тетово, 2 во Битола и по 1 во Велес и во Кичево. Заклучно со 25 јули во Македонија има вкупно 956 случаи на голема кашлица, од кои 714 се во Скопје.